Прво кампања, па примена на законот против пушењето. Властите согласни да ги разгледаат барањата на угостителите за пробен период додека официјално се донесе законот за пушење. Следната недела министерот за економија, за здравство и газдите на угостителските објекти ќе седнат на маса и ќе ги разгледаат сите предлози, па ќе донесат одлука дали законот ќе почне да се применува од 1 март или ќе има одложување. Оние побара од нас да имаме временски период додека да се стави на сила законот, односно да одиме прво со кампања, па потоа да одиме со информација, додека да биде при намената на законот, да бидат на некој начин и оние спремни и потоа да се воспостави или да се донесе законот да биде на сила. Од тоа што беше разгледано од нивната страна, информациите ми се од секретарот дека ќе имаме уште еден состанок каде што јас се присуствувам на тој другиот состанок заедно со министерот за здравство и ќе ги разгледаме можностите. Позитивните ефекти од законот за пушење ги потврдија и пулмолозите. Оно што е уште пострашно, се повеќе се во мода електронските цигари, иако имаат пропаганда да тие цигари воопшто не се штетни, напротив, тие како се штетни и даваат долготрајни и тешки последици по нежните бели тробови на деца. Така да даваме поддршка, затоа што ова не е казна, туку сакаме директно да ги заштитиме како помладите, така и возрастните луѓе. Угостителите побараа одложување на рокот за да можат да ги подготват објектите, а во меѓувреме предлагаат да има засилена кампања. Тие велат дека новиот закон е огромен предизвик за нив, ќе им треба време, организација и поддршка од надлежните институции. Според предложеното во законот, во рестораните и кафулињата ќе биде дозволено пушење само на терасите ако се отворени од 3 страни, а не како досега застаклени или преградени со фолии, а казните за непочитување ќе се движат од 2 до 5.000 евра. Дополнително надлежните најавија и редовни контроли. Вкупно 300 инспектори, од кои 120 пазарни и 180 трудови, ќе вршат засилени контроли низ целата држава. Министерот за економија Бесар Дурмиши претходно потврди дека нема да има толеранција за прекршителите, без разлика дали станува збор за физички или правни лица. Со новиот закон пушењето ќе биде забрането и пред здравствени установи, училишта, градинки, министерства и други јавни институции.